Прво информативно неделно издание на Канал Плюс. Добар ден, почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Вчера околу 19 часот и 30 минути, тригодишно дете загина на регионалниот пат Штип-Радовиш. Трагедијата се случила во близина на градските гробишта. Надлежните апелираат за крајна внимателност и на пешаците и на возачите. Во присуство на голем број граѓани и родители, вчера во општина Чешиново Блешево на пригодна свеченост беше предадена во употреба новата детска градинка. Зад нас е доста топла седмица, но за наредната синоптичарите најавуваат уште потопло време. Да се почитуваат лекарските совети, да се штеди водата, велат надлежните. Вчера околу 19 часот и 30 минути тригодишно дете загина на регионалниот пат Штип-Радовиш кај градските гробишта во Штип. Основниот јавен обвинител Јован Ѓурков рече дека несреќата се случила кога тригодишниот ХЈ бил на гробиштата заедно со родителите, но во критичниот момент се истргнал од рацете на 12-годишната сестра и го претрчал регионалниот пат Штип-Радовиш. Во тој момент на патот минувал автомобил со штипски регистарски таблички, кој директно удрил во детето. Телото на детето е предадено на обдукција. На лице место на возачот му е направен алкотест, кој покажал дека тој не е во алкохолизирана состојба. Тригодишното дете од здобиените тешки телесни повреди починало на лице место. Скопје денес одбележува 52 години од катастрофалниот земјотрес во 1963 година, во кој 1070 луѓе го загубија животот, а 3000 беа повредени. Катастрофалниот земјотрес во кој беа урнати 15.800 станови, а оштетени 28.000. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над глава. Се случи на 26 јули 1963 година во 5 часот и 17 минути, а помали потреси имало до 5 часот и 43 минути. Жителите на штипското село Пухче, освен пат, добија и плоштад со нова чешма. Денес таму се собраа некогашни жители за да се потсетат на времињата како било, кога имало детски џагор, свадби и веселби. Денес во селото Пухче беше весело и живо како пред многу години, кога имало свадби и веселби, кога имало рожби, жетви и берикет. Поранешни и сегашни жители се собраа пред новоизградената селска чешма и плоштад, дар од општината и градоначалникот, за да се потсетат на минатото, но и да кажат нешто за иднината. Меѓу нив беше и 90 годишниот Иван Антов. Порано ние кога дојдоме имаше 50 куќи, беше живо. Имаше и гранки навечер, имаше разни работи, се, ама земјоделие се работеше со срп. Денеска ќе работи вечер, собереме се, имаше еден тасета се со гусла и свири вечер и гранки, 300 чуда се ствараше. Со изградбата на патот, а сега и со решавањето на проблемот со водата, пред Пухче се отвораат нови перспективи. Во ова село живеат македонци и населени од турска националност. Имаме и ергина, имаме и мали новородени деца. Така да, благодарение на владата на Република Македонија и на државното предпријатие, јавното предпријатие за државни патишта, направивме некаде околу 3 км асфалтиран пат, кој наскоро треба да биде пуштен. Не преостанува да завршиме уште 1,5 километар пат и мост преку река Лакавица, за да го поврзаме и село Степанци. Тука чешмата е веќе направена, така да генерално водовод луѓето си имаат. Можеби ќе треба да направиме и водопоила овде. И мислам дека идеални услови има за сточарство, значи овчарство, говедарство, пчеларство. За жителите последните промени се во функција на заживување и ревитализација на овој крај. И јавно да кажам благодарност на господин градоначалник Илсо Захариевич на еден или разбирање да помогне на овие луѓе тука што се неколку постојани жители. Меѓутоа, јас ќе кажам и друго дека не е тоа само за тие луѓе што тука, постојано и го користиме и ние што сме селени од тука. Имаме неколку фамилии што живееме во другото село Лакавица. Ние, нашите нивини се тука, шума која береме дрва, нели, нон-стоп сме по овие патишта, да речеме. Сите по толку ветувања, никој не веруваше дека ќе се направи, но со една одлична соработка со новиот градоначалник Примадиус
Илчо Захариев, бидејќи тој зошто го направи ова? Затоа што потекнува од село и ги знае селските маќи. На свеченоста во Пухче присуствуваше и пратеникот Трајче Димков, кој потсети на заложбата на владата за подобрување на инфраструктурата во руралните средини, како единствен услов за враќање на животот во селото и нивен подинамичен развој. Денешниот ден е потврда на оно што го прави владата на Република Македонија со бранието Република Македонија, меѓутоа и локалната самоуправа во моментот со гранчанокот Илчо Захариев, односно се користат сите можности за обнова на овие села, пред се во делот на инфраструктурата, каде што се многу важни за да можат луѓето многу побезбедно и посигурно и побрзо да дојдат. Во општина Чешиново Облешево на пригодна свеченост вчера беше предадена во употреба новата детска градинка. Инвестиција на Министерството за труд и социјална политика вредна 4 милиони денари. Во присуство на голем број граѓани и родители, градинката ја предаде во употреба министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Овој нов, модерен и современ објект ќе овозможи квалитетни услови за згрижување и нега за 50 дечиња, составено од 3 занимални, кујна и простори за кадарот во градинката кој што е вравот. Понатаму со инвестициите кои што ќе ги продолжиме во отворање на нови детски градинки, очекувам да продолжи да се зголемува опфатот за деца од предучилишна возраст во градинките широм Република Македонија. Со многу пиво, скара и добра музика. Вчера во Пробиштип заврши манифестацијата Пробиштип Самар фестивал. Посетеноста беше доста голема, а во овие 3 дена пробиштипјани и гостите од страна ги забавуваа исклучиво македонски естрадни уметници. Со многу пиво, скара и добра музика вчера во општина Пробиштип започна најголемата манифестација во градот Пробиштип Самар фестивал, кој се одржува 3-та година поред. Минатата година беше настан на годината, а година во општината се потруди да биде уште подобар. Сега сме на почетокот на манифестацијата Пробиштип Самар фестивал, која што се одржува 2-та година поред. Минатата година имавме одлично искуство. Ова година се повикани повеќе актери или изведувачи, музичари пред се од македонската естрада. Значи планирано е во пораното да има представници од народната музика, додека во подот снежните часови се забавна музика. Главна звезда оваа вечер ќе биде групата ДНК, утре Сара Мейс. Значи оваа манифестација е организирана заеднички од општина Пробиштип како главен организатор, меѓутоа подпомогната од сите угостители од нашата општина кои што имаат закупено простор на градскиот пазар и се надевам дека ќе има доста посетеност. Мислам дека е една од најубавите манифестации која што се одржува во текот на летниот период во општина Пробиштип. Општина Пробиштип последниве години организира неколку настани по кои што веќе постанува препознатлива и карактеристична во регионот и пошироко. После Пробиштипскиот маскенбал и Зелникот на баба, кои што манифестации ги опфаќаат најмладите, односно највозрастната категорија на наши сограѓани, размислувавме долго време како да ги опфатиме и со која манифестација и со кој настан да ги опфатиме сите останати. Започнавме со една идеја пред 4 години организирање на Белите ноќи во Пробиштип, за да од минатата година прерасне во Пробиштип Самер фестивал. За разлика од другите манифестации што се одржуваат во државата, општина Пробиштип одлучи за пробиштипјани гостите исклучиво да ги забавуваат македонски естрадни уметници. Првата вечер настапија триото Гранде, Анета Наковска и за младите групата ДНК. Па искрено прв пат настапуваме во Пробиштип и ни е многу големо задоволство што сме на ваква интересна манифестација и се надеваме дека вечерва ќе има добра забава, добра журка и ќе се испије многу пиво. Дали задоволна од гостопримството од домаќините? Апсолутно, не само од домаќините, од сите луѓе, многу се гостопримливи, многу убави, нормални луѓе. Фала и на вас. Граѓаните секако задоволни од манифестацијата, велат дека ваквите настани се добри, пред се за помладите генерации. Неколку години се одржува, за сега добро е, се покажа ефикасно. Па сега нате како ќе се одива состојбата, ќе видиме. Добро е за почеток, добро е, супер. Што се бара најмногу? Што јадат Пробиштипјани? Све по нешто.
Највише оде чистото месо и уфио кебаб кечомбе. Денес на програмата на Пробиштип Самар Фестивал е диџеј Цобе. Од 21 часот ќе настапат Боеми, групата Само Тони и две жени, Сара Мейс и диџеј Марга Сол. Водител на настанот е Сашко Коцев. Задна се доста топла недела, но за наредната синоптичарите најавуваат уште потопло време со температури на повеќе места над 40 степени Целзиусови. Да се почитуваат лекарските совети и да се штеди водата, советуваат надлежните. Поради зголемените температури, значи луѓето треба да избегнуваат да излегуваат меѓу 11 часови и 17 часови на надворешна температура, мислам на надвор на сонце. Посебно хроничните болни треба да не излегуваат, да бидат на владни простори и да ја земат терапијата, затоа што кај нив може да дојде до влошување на состојбата, значи ако не е редовно земат терапијата. После срцевите болни, луѓето со циркулаторни заболувања, мозочни удари исто така треба да внимаваат. Значи симптомите се знаат. Вртоглавица, гадење, занесување, мачнина. Трудниците треба да си ја терат редовната контрола. Што е? Треба да го избегнуваат излегувањето на сонце, а со тоа и да не одат на работа нормално, како и други хронични болести, не само трудниците, и хроничните болни што се, луѓе што имат инфаркти, што имат стендови, луѓе со мозочни удари што имат преживеано. Контроли треба да бидат редовни, што си ги имат редовно, и да бидат заштитени во ладни простори, да консумират многу течности, да јадат многу овошје и зеленчук, да се хранат со полесна храна. Две лица се повредени во пожар кој избуна вчера во еден од најголемите хотели во американскиот град Лас Вегас, Космополитен. Едниот од повредените бил веднаш префрлен во болница, на другиот му е кажана помош на самото место. Гостите во хотелот биле веднаш евакуирани од безбедносни причини. За сега не е позната причината за пожарот. Талибанските бунтовници презедува голема полициска база во североисточниот дел на Афганистан по 3-дневни борби, а над 100 полицајци и гранични службеници преминаа на страната на бунтовниците. Американскиот претседател Барак Обама во саботата им порача на африканците дека дискриминацијата на хомосексуалните двојки е како поинаков однос кон некои луѓе поради различната раса, што предизвика критики од антигеј активистите, кои тврдат дека со таквите изјави ги наметнува своите морални вредности на нивниот континент. Македонската фудбалска репрезентација за пласман на светското првенство во Русија за 2 години ќе се бори во група со 2 силни селекции и соседот Албанија. Ждрепката посака нашата селекција да се најде во друштво на Шпанија и Италија како главни фаворити за пласман на Мундијалот и со селекциите на Албанија, Израел и на Лихтенштајн. Квалификациите за светското првенство во Русија ќе започнат во септември следната година. Ќе се одиграат 10 кола и 2 меча во баражот, пошто ќе бидат познати 13 репрезентации од Европа што ќе изборат пласман на Мундијалот. Директен пласман во следната фаза носи првото место од сите 9 групи, додека 4 најдобри второпласирани селекции ќе играат во баражот. Ова беше се што ви подготвивме. Со нови содржини се гледаме во 16:30. Имајте пријатен ден.